Да се посети едно село и веднаш да се најде на веселба е вистинска среќа. Токму тоа и се случи на екипата на телевизија Морис, кога при посета на селото Долно Средорече најде нагајда, односно на добро расположение кај домаќинот. Денот на посетата беше Тодоров петок, или така наречена Тодоројце. Дека во чест на празникот е надвоена нагајда, за нас беше доволен предзнак дека токму во ова село се почитува македонската традиција и македонските обичаи. Само неколку минути подоцна оваа гајда прошета во дворовите на домаќините каде што забрежувате и сами. Целиот труд го посветуваат на земјоделството и сточарството. Кај истиот домаќин някој станува збор за посета на семејството Јордановски. Денот Стаков. За каков ден станува збор? Овај денот во старо време е најден, Тодоречки петок се вика овај ден, денеска. А утре е Тодорица. По старо, старите луѓе и еднуш денот леп јаделе за да се причестат на утрешниот ден. И од тука символиката да се касне варена пченка. Варена пченка, утре вечерва одат в црква, даве за наше здравие, така е авето, старот по старо. Едно си лепче и ченка. Лепче и ченка, да. Не, јовче. Настај децата, нека да најде. Токму во домот на господјата Јордановска наидовме на видеозапис во времето кога жителите од Средорече ги проследиле васеличарските обичаи и нешто подоцна ќе се задржиме и на нив. Приликата беше таква да ги запознаеме обичаите во Долно Средорече, но и да го запознаеме самото село Долно Средорече. А ако веќе постои Долно, тогаш постои и Горно Средорече. Према раскажувањата на домаќинот, односно жителите од Долно Средорече, станува збор за младо населено село. Првите семејства доаѓале од избеглави и одрешени. Сместено во рамничарскиот дел, само 1 метри од Белчишта движејќи се источно. Во Долно Средорече без моку како и да не постои дом под Катимер. Во меѓувреме да се вратиме на старите обичаи, односно на следбениците на македонските традиционални обичаи во овој случај, чин кој што се случувал за пречекот на православната македонска нова година. Кастористите се по потрага за дрва за големиот васеличарски оган кој што во самракот ќе биде разбухтан, односно запален. Српската разгледница ќе биде нешто подоцна поизразена. Ова е само прилика да се стави до знаење дека и во текот на зимата, односно преку целата година, селото Долно Средорече е секогаш исполнето со народ. Пошто се сите дрва прибрани, еве наред е маскирањето. Наскоро треба да започне.
Општенародната веселба наспроти дочекот на православната Нова година. Најзанимлива и најатрактивна ќе биде невестата која што заедно со веселичарите ќе го помине целото село. Таа ќе покаже невиден мерак, засушено месо, а најповеќе за колбаси. Поставуваме дека изветот ќе се чувствува пресечен. На сметка снаодливата невеста, која пошто добро ќе ги наполни скутините и торбите на селскиот оган, ќе треба да се испечат за да се послужат сите веселичари. Овде покрај веселичарскиот оган студен готов може да се почувствува само преку узбивот. Тие се добро подгреени не само поради веселичарскиот оган, туку и воопшто поради развеселената душа, ама и поради обичаите наспроти дочекот да се напија со топла. Шетајќи по овој видеозапис, забележуваме дека Средоречани всушност на овој ден организирано му пришле. Викаат така ќе биде и за големиот духовен чин носење на крсти, што ќе се случи таму некаде напред, а успетно ни ја дадов наветување дека и тоа ќе го проследиме. Како и да е, за една добра организираност, очигледна и материјална подкрепа, а Оздовенчани ги има како такви, викаат, сите се дават со малото стопанство на различен начин. Сознание за подоцна, ова село е навистина исполнето со народ во не многобројните куќи, во споредба со Горно Средорече, кое е побројно по селски објекти, но има помалку луѓе. Исто така ќе забележиме дека раздалеченоста помеѓу двете села и не е многу голема. Единствено што е заедничко, нешто што ги спојува и заедничкиот атер, но и заедничиот селски храм, таму каде што се всушност и вечните жители. Невестата е предизвикливо позира пред очите на сите веселичари, а нешто подоцна покрај зетот ќе се најде и кумот. Музиката не само што ќе биде оставена на рацете од професионалци, туку безмалку секој жител од ова село ќе си отпева среќата на тапан, гајда или свирка, односно зубу.
Крсто Јордановски посебно се истакна со мавање на тапан. Не се лоши да и даџиите со оглед на тоа дека веќе го посматраме третиот или четвртиот лик кој што барем успеал да ја надува. Маскираните лица, веселичарите ќе влезат во сечеви дом. Тие ќе го благословат домот. За да не се случи некоја зла сила да го наштети на семејството во текот на годината. Затоа пак домаќинот богато ќе ги награди. Главниот собирач на наградите од било кој облик е невестата. Очигледно, нези секој ќе може да ја даде што ќе посака. А таа меракија за собирање не одбива ништо и никого. Во состав на општо народната весела ќе се најде дури и глава од краси или јагне. Како обичајот на ожива. Најголемите домаќини, а во долноста довече се сите носители на домови големи домаќини ќе мора да се послужат од свинската или јагнешката глава. А таа пустата не ги напушта. Каде ќе оди таа по неја и веселичарите. Таму каде што е котлето со топла василичарска ракија, очигледен студот, очигледно е дека занемарен. Подоречани викаат дека на ваква општа народна весела во чест на македонската православна нова година се памети 365 дена. Викајте горите буѓе домаќина! Не тоа се буѓе домаќини! Остава се пратенику, ко стара пратенику, го дома врати домаќини! Викајте горите буѓе домаќини! Кукурно долма домаќини! Викајте домаќини! Отвори да видиш како не се ти
Ќе стани. Ајде. Ајде. Е, плака на нешто да се пада се гри, ајде има кејта. Ајде ga stani tamo da ostavi svoje. Jeste li ima plakati? Gdje nas opali do taj? Ajde, bole. Ajde. Предвидната е замка за домачинот, што поголем подарок е очигледно. Завршувате и сами во почетокот на домачинот му се наметнува вина, како од истиот би изјасле што поголема полза. Се разбира од кога невестата ќе ги соберат подароците. Домачинот ќе биде ослободен од сите обвинувања, ама и со чист дух, секогаш да биде слободен во сопствениот дом, мислејќи дека за наредната година злите сили се далеку од неговиот дом. И најпосле да се вратиме на селските јалици, таму некаде во раната пролет, кога уште зеленилото не успева да го обвие селото. На неколку моменти ќе ја посматраме селската архитектура, која што не укажува дека сепак овде домовите на вистина ги правеле вистински домачини. Секој дом мора да биде огромен, прострен и широк. Со широки и длабоки визди, односно подруми, зашто подречкото поле е богато. На собраниот плод, односно летина, треба негде да се причува се додека не го види виделото од градскиот можеби пазар. Селото Болгновци додече лежи на вода. Викаат од тука му произлегло и имот, сместено е помеѓу двете реки кои што бликаат од вода. Овде поминува водата, односно текот и од грекополските извори. Единствениот прекрасен селски објект кој што го затегнавме под Катинар е овај. Сите другите како така живеат, а во добар дел од нив може да се сретнат елементи од мало стапанствен карактер. Викаат,
средоречани не усхудуваат во мајсторска рака, било да станува збор за металопреработуваштво, дрвопреработуваштво, или били и било кој занет што за да се изведе на ваков дом секогаш е потребен. Тоа значи дека собственото мајсторство го изразуваат најповеќе на собствените објекти. Инфраструктурно гледано, Долмо Средорече поседува се. Телефони, струја, асфалтен пат, вода. Викаат, нема само продавница, но на оддалеченост од 10 минути. Во Белчиште може да се послужат во модерна продавница, во маркет, кој што може да се сретне во било кој дел од градот. Али некаде во далечина го посматравме селото Горно Средорече. Ако асфалтниот пат према Велмеј ги разграничуваат арите од јужната страна, тогаш од источната ќе граничи со Гркополскиот татар. Од западната страна, од каде што му придохме со Белчишкиот татар. Распоредба со Горно Средорече, Долно Средорече зафати дел од обработивата земја, не сметајќи само на неколку објекти кои што се повлекле за првата низина. Тоа значи дека средоречани не го штеделе земјиштето во интерес на собствената удобност. Затоа така, тоа што останало е толку родно и плодно, што и да се посее, овде ќе роди. Средоречкиот кромпир викаат е надалеку познат. Приватното предпријатие Мина Комерц, всушност, кое што најповеќе добива на Охридскиот пазар, потекнува од ова село. Како имидж го форсира средоречкиот кромпир. Овде некогаш била и училишната зграда. Забележувам, се уште вложувате дел од животната енергија за обстанок. Сите овие машини што се пренес треба да се обслужат. Колку ги користите и дали вреди да се користат? Вреди да се користат овие машини за сење, за компиливање, за грлење, за косење. Што обично во широкото поле се и што најповеќе успева? Компирот успева, ченката успева, ценката. Ето, пред малку бевте забележени како делите храна, односно сено. Јонџа, кому делевте јонџа пред малку? Што имате од крупниот добиток? Крави, нели? Крави ме. Така, нив претпоставувам исклучиво ги користите заради млекото, зашто механизацијата повеќе ги отфрли како во служба на влечно животно. Да. Так. И еве станува збор за денешните мигови и за денешниот живот во селово. Позборувајте ни малку, дали може да се обстане, дали нешто можете да пласирате од оно што ќе го произведете и така натаму. Ами марша да пласира. Тоа е тешко многу. За да производиш немам така да се продајте. Охридскиот пазар не ви е далеко, дали излегувате на пазар? Не е далеко, само
често пати треба да има това што го произведуваме, да е онадено, Да е вреднувано, да има добра цена. да има добра цена. Так. Така е. Инаку во село сами живеете или пак со своите деца? Синот, Со децата. со децата, синот, внуката, внуките, имаме внукот, еве го. Јој ми е внук, од ќерка. Седрачани всушност добро се снаоѓаат. Таксито од приватен джеп постојано крстари низ околните села, како што е случај пред вашите очи. Всушност, нивната бедовност од секогаш ги прави доволно подвижни за во секое време да се најдат во градот или во едно од околните села. Се вративме во непосредна близина на домот на господина Ѓордановски и инсистиравме да видиме во каква состојба е единствената воденица која што останала во ова село. Младиот господин Ѓордановски, Миро Ѓордановски, го регулираше јаздот со доволна силина за да го подвижи воденичарскиот камен и како ни рече да се емеле малку пченкарно брашно, зашто денот е таков. За Бела селска погача процедурата е поинаква. Ние ќе ја видиме таа можност како селската служна излегува токму таа. Воденицата на семејството Ѓордановски е всушност стара воденица. Токму во неа се налева без малку половина од житото што можело да узрее на средоречкото поле. Воденицата работи и денес не во облик на атракција, туку на вистина за потреба на сите семејства од Средорече. Ова е прилика силниот шум од јазот да биде нацелен со воденичарските раплици, односно штракала. Домаќинот ни призна дека денес во екот на современите машини не е проблем да се набави електричен млин, меѓутоа семереното брашно ќе се разликува многу и по вкус, и по облик на изработка. Затоа, ли тврдеше тој, и ден денес по квалитет воденицата не може да биде надсилена. И додека за неколку моменти не облеваше мирисот од свежото семерено брашно, само нешто подоцна ќе не облее мирисот на бела селска погача. Не да е тешко да се дојде во дома Средорече до лед, туку токму поради вкусот. Средоречани навикнале на домашно. Со оглед на забрливиот поглед према ледот, нешто подоцна екипата на телевизија Морис беше дарувана со една топла селска погача. Домаќинката госпоѓата Јордановска беше во прилика една толку повече
да ја раздели со прсти на домашната трпеза, верувале или не по вкусот и не видите да ништо повеќе. Фурна, како и секоја фурна, пресловно вече, не се активира повеќе од еднаш во неделата. Затоа на трпезата барем во стапот ќе се најдат повеќе погачи. Во непосредна близина на оваа фурна се наоѓа и стариот седоречки бунар, за кој што тврдев дека своевремено значел живот. Без малку единствената вода за пиење се црпела од тука. Сега е малку важен, меѓутоа долно седоречен и тоа како водата сметка за истиот, не поради тоа што го обележува сред селото седоречко, туку од чест према она што тој своевремено ги подхранувал, односно не гасел жетата. Во моментов е пред вашите очи. Викаат за време на носењето на крстите, ова место е посебно обележено. Се организира трпеза, која што исто така со задршка токму пред светото место ќе му се поклонат сите. Лепче си прајме. Али ја старата го прав, младите правото одат. Мама е иначе најголем специјалиста за леп праење. Како ја затекнавте живеачката пред 40 години во Долно Средоречево споредба со денес? Во Долно Средоречево живеачката ја затекнам што рачно се работеше. Беше многу потежок животот, сега е полесен животот. Знаете и за срп, и за мотика, И за срп, и за мотика, со раце се жниеше, со рака се врзвеа снопие, со кој ни вршевне. Сиромаштија. Сиромаштија. Бедни беше. Ете денес, Со мотика чинка копавне, рачно. денес гумната за вршење на жито се претворени во дворни места, што значи не се потребни. Што значи тоа? Дека нема жито или механизацијата ви помага на лице место да биде собрано? Жито има појќе сегашно во време. Механизацијата многу појќе помагат на народот. Разбрахме дека своевремено и понекогаш токму ова село се нарекува за Долни Чифлик. Зошто? Турчин живеел овдека. Турско време било. Од друга страна пак постои Горно Средорече. Има ли врска жителите на Долно Средорече со жителите од Горно Средорече? Како да ти рече, имаме врска, ние во една црква се онадиме. Се крштаваме, Комуницираме се, погребуваме, тие во една црква сме ние. Со едно поле сме поврзани сме со патоите, ни се близко сме, тоа е. Инаку, се поврзани целано. инаку како ново населено село, рековте, ова било своевремено турски Чифлик, од каде дошле жителите во Долно Средорече? Во нашево село имат и од Идеглавје, дојдени, и од Белчишќа имат, и од Ботун имат. Да, не застани. Да, кажи дека од Лешан. Лешанците се сега. Нови. Нови се тие, не се со стариве. И ете денес, после 40 и неколку години престој во ова село, вие сте единствена кој што сте ја почувствувале разликата и начинот на живење. Што се изменило од тогаш до денес? Многу се измени. Многу се измени. Поиќе луѓе се иселија, помал број останалне.
Се напредна село со патоите. Вода имаме, водовод, струја имаме, телефони имаме. Тоа е скоро напреднато нешто, добар живот. Току вашиот двор ја затекнавме воденицата која што е во исправна состојба. Има ли што да меле денес водовно судо? Малка работа имаме, мелиме и со ние ги работиме. Порано ќе се работеше, само ние си не работиме со ние. Викаат, модерната технологија можела да ја замени и воденицата со еден, например, електричен млин. Дали понатаму доминира мислењето дека брашното под воденичарскиот камен е поквалитетно? Сега, во ова време, сегашно, многу е со вештачко, џубре, житото. Тоа не е квалитетно сега во ова време, а напред беше многу квалитетно. Кога ќе од воденица не се влие, цело село кој ќе врле во водна мирисашото леп се пиче. Ете, ние дори забележавме и бевме почествувани со огледката кога селската дворната фузна ја испразнивте со домашен леп. Дали е тоа честа практика? Дали исклучиво си несите леп дома? Јас исклучиво си несам дома и многу ми е полуба домашниот леп. Так. Единствено што забележавме, може и ствара потешкотија, немате прилека продавница. Каде се обезбедувате со номерници? Одиме во Велчиште. 20 минути пешачи наведен, воздух земаме речено. Убаво ми е и то, не ми е далеко. Се присетувам на претходниот разговор кога рековте дека кога сте дошле овде од Слатина да доаѓате, сте затекнали училиште. Да, затекнаме. Нагледуваме дури со интерес и за писменоста. Каде денес децата од Долна Средорече одат на училиште? Децата денеска од Долна Средорече одат по село Велчиште. И основно и осмолетка. А дали ги има се на тоа дека светот останува на младите? Има ли деца од Долна? Има деца. Так. Секо са бајле одат. Убаво се очувствува, убаво им е. Так. Помеѓу другото, вие сте и жив сведок на времето од колективизмот, што исто така ние покажуваме интерес, ако ништо повеќе, макар поради она, да почувствуваме колку траги истиот оставил на начинот на живење во едно село. Дали селото Средорече било вклучено во така наречениот колектив? Јас во колективот не бев во ова село дојден, али било вклучено и нашето село. Средорече во колективот. Од друга страна пак, таму некаде 60-тите години од минатиот век, вие предпоставуваме на бел конј и во везена кошула, во народна носија, донесени сте овде како невеста. Да, везена кошула во народна носија, невеста дојде во таква носија. Со два работата и то. Дали причувавте нешто како спомен од народната носија, невестинска? Причувам малка работа, чувам за успомен. Само сега не ме вери таа промена, ali не чувам за успомен. Сега таа нам не којде нека споменва. Много добро, ето за крај да запазиме денешното време, по-добро речено денешницата. Како се живее денес во Средорече? Дали има Денеска многу убаво се живее. Убав е живото. Напреднато со механизација многу се работи, трашно скоро малка работа се работи. Со патовите со свето многу убаво подредено. Забележавме без малко пред секоја куќа столови од непотрошено сено. Очигледно храна за многобројниот добиток. Што својот држат селаните во ова село? Во ова село се држи кој една крава, кој две крави држат и прасиња држат, друго нема така. Уште нема. Так. Селото лежи на вода, тоа го докажа и големиот јас, што гледува вашата воденица во дворот. Тоа значи дека полето е родно. Што најповеќе се одгледува денес? Во нашето поле се што да посади се одгледува, па најпоќе компир садиме. Компир одгледуваме, зелка одгледуваме, ние нарочито нашава куќа. Дали се случува од произведените артикли нешто да се
Иначе колку за трошковите, дали и да бидете Да, на ние го научуваме сиот производ што го произведуваме. Помеѓу другото, ќе го оставиме и селото Долно, се дорече да живее од спомените, зашто одживеело доволно за да се паметат многу работи. Покрај ветувањето дека на денот, за време на великденските празници, екипата на телевизија Морис ќе се најде пак насред селото за да го проследи македонскиот древен обичај носење крсти. Тоа ќе рече дека се доречеме и довидување.